ова издание Human Rights Watch предупредува, социјалните мрежи автоматски бришаат видеа кои би можеле да бидат искористени како докази за сериозни кривични дела. Мичиген, клучна сојузна држава за изборите, мала разлика меѓу Трамп и Бајден. Под заборавените автокина ни САД се враќаат во живот поради пандемијата. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, јас сум Никола Крстик, а ова е Гласот на Америка на македонски. Социјалните мрежи користат алгоритми со кои автоматски отстрануваат видеа кои може да се сметаат за незаконски, навредливи или пак кои содржат говор на омраза. Сепак, Human Rights Watch предупредува дека на овој начин се отстрануваат и содржини кои би можеле да бидат користени како докази. Руски лансирач на проектили за кои обвинетите велат дека бил употребен за лансирање на оружје што го собори летот MH17 на Malaysian Airlines во 2014. Видеата биле компилирани од страници на социјалните медиуми од организацијата Bellingcat, чии докази биле користени од мултинационален истражен тим што ја водел кривичната истрага. Русија негира инволвираност. Тоа што го знаеме од Bellingcat е дека во подоцнежните фази на истрагата, кога сакале да се навратат на изворите, некои социјални медиуми што тие ги користеле за подкрепа на нивните истраги, со цел да им ги обезбедат на правосудните власти во Холандија, тој материјал веќе бил симнат. Докази од социјалните медиуми играат централна улога во многу истраги, како овие видеа откриени од Amnesty International, што наводно покажува злодела изведени од нигериската армија за време на офанзивата против терористичката група Боко Харам. Во нивниот нов извештај, насловен "Недостапно видео", Human Rights Watch предупредува дека важни докази биле избришени. Последниве неколку години, а особено од 2017 навамо, почнавме да забележуваме дека ќе видиме, например, војник како екзекутира некого или пропагандно видео на ИСИС и 15 минути или половина час подоцна, ако сакаме повторно да го видиме видеото, веќе го нема. Компаниите на социјални медиуми им кажале на Human Rights Watch дека со закон се задолжени да отстрануваат материјал што е навредлив или поттикнува терор, насилство или омраз. Исто како и човечки модератори, многу потребуваат алгоритми на вештачка интелигенција за отстранување на таков материјал. Денеска овие алгоритми се толку ефикасни што симнуваат содржини за неколку минути откако се постирани, за ниеден корисник да не може да ги види тие содржини пред да бидат симнати. Тоа вклучува и агенции за спроведување на законот кои гонат сторители на кривични дела. Меѓународниот кривичен суд ја објави својата прва потерница за апсење во 2017-та, базирана главно на докази собрани од социјалните медиуми за либискиот командант Махмуд Ал-Верфали, обвинет за убиство на неколкумина уапсени. Граѓански групи како Сириски архив користат видео од социјалните медиуми за документирање на потенцијални војни злосторства, вклучувајќи употреба на хемиско оружје. Затоа повикуваме на создавање на еден вид глобален механизам од типот на архива или библиотека. Human Rights Watch вели дека е во диалог со компании на социјалните медиуми за креирање на таква архива. Твитер кажа дека не може да обезбеди пристап на организации на граѓанското општество во содржини на корисниците без соодветен законски налог. Facebook и YouTube не одговорија на барањата на Гласот на Америка за коментар до времето на објавување на овој извештај. Мичиген е клучна сојузна држава од која што може да зависи крајниот резултат на претседателските избори. Разликата таму е многу мала. Во 2016-та победи Трамп, но сега анкетите му даваат предност на Бајден. Гласачот од Мичиген, Мики Кук, му дава високи оценки на претседателот Трамп за извршувањето на функцијата. Трамп прави се што ќе каже. Независно дали ви се допаѓа или не, тој работи макотрпно. Не сум видел толку да постигне ниеден друг политичар. Трамп работи нон-стоп. Иако го поддржува претседателот и присуствува на еден од неговите собери во близина на Сагинао, Кук, кој продава мајци на настанот, не е сигурен дали ќе гласа во ноември. Понекогаш имам чувство дека гласањето не е важно. Одвратно тие што се случува и си велиш која е поентата да гласам. Ке гласам преку пошта.
Пензионираниот собственик на бизнес во Гранд Репидс, Брент Слей, го поддржува демократот и поранешниот потпредседател Џо Бајден, кој главно води виртуелна кампања во Мичиген. Слей вели дека Бајден е поомилен во Мичиген отколку што била Хилари Клинтон во 2016-та. Немаше голем ентузијазам за Хилари Клинтон. Берни Сандерс ја порази на примарните избори во Мичиген. Тоа кажува се. Не мислам дека Мичиген е претерано либерална држава, но мислам дека има многу поголем ентузијазам за Џо Бајден. Доктор Махмуд Ал-Хадири ја поддржал Клинтон во 2016-та и гласал за демократски гувернер во 2018-та. Сега сака да види како Бајден ќе ја придобие Американско-муслиманската заедница во Мичиген пред да донесе конечна одлука за неговиот глас. Муслиманската заедница е над 100.000 гласачи и тие може да влијаат врз резултатите на една или друга страна. Пред 4 години Доналд Трамп изненади многумина кога стана прв републикански председателски кандидат што победил во Мичиген од 1988. Вообичаено очекуваме голема излезност, но меѓу 2012 и 2016 излезноста во Мичиген беше намалена за 200.000 гласови. Професорот по политички науки во Универзитетот на Мичиген, Майкл Трагот, вели дека најголем пад на излезноста има во и околу Детройт, урбани области со претежно афроамерикански гласачи. Ниската излезност му овозможи на Трамп да извојува победа со тесна разлика од околу 10.700 гласови од повеќе од 4,5 милиони регистрирани гласачи во Мичиген. Демократите нема да им дозволат на републиканците на кампањата на Трамп да им ја одземат победата како во 2016. Но колку гласачи ќе се појават на денот на изборите или ќе гласаат предвремено е голема непозната и заради епидемијата, вели Алвин Тилери од Универзитетот Нортвестерн. Луѓето покажале спремност да излезат да чекаат во редици и да гласаат. Дилемата е што ќе направат припадниците на работичката класа, кои малку заработуваат, кои имаат деца на училиште. Дали ќе чекаат во редица по 5-6 часа за да гласаат? Подржувачот на Трамп, Мики Кук, нема да чека во долга редица, но не исклучува гласање по пошта. Кината на отворено беа значаен дел од американската автомобилска култура во 60-тите години, но со појавата на климатизираните комплекси беа истиснати. Сега, поради пандемијата, како повторно да се враќаат во живот. Со месеци американците се без омилените актери на големото платно по кината поради пандемијата. Иако нема многу нови филмови, има места каде може да се изгледа безбедно нов филм. Кино на отворено, како во Стара Америка. Вакво кино има во градот Стивенс во Западна Вирџинија на час и пол возење од Вашингтон, но тоа не е пречка за многу љубители на филмот. Доаѓав овде како мала, ми се допаѓа искуството. Не сум била со години. Сакав да видам како е денес. Убаво е на отворено. Многу е поголемо платното отколку во класично кино. Имало илјадници вакви кина во САД едно време, но сега се останати одвај неколку стотини. Но некои се уште важат за локални институции. Уживаме во филмовите кои ги прикажуваат и во атмосферата. Менаџерите на кината под отворено велат дека природно се почитуваат мерките за социјално дистанцирање со оглед дека луѓето или кампираат кај автомобилот или се во автомобил. Новото е што звукот доаѓа од радио на FM станица, зашто звучниците на паркингот потенцијално може да го пренесат вирусот COVID-19. Останува да се види дали носталгијата по кината на отворено ќе останат и по COVID. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не јутре во истото време. Поздрав од Вашингтон.